да ве информирам што се може да гледате до 22 часот. Во терминот од 16 часот и 15 минути гостува поранешниот селектор на македонската фудбалска репрезентација Ѓоре Јовановски, а разговорот со него ќе го води колегата од спортската редакција Дамјан Николовски. Потоа имаме терминот во 17 часот. Мои гости се Љубомир Ѓурчевски, експерт за организиран криминал, и Богданчо Голгов, професор по полициско право. Ке се обидеме да најдеме одговор на прашањето зошто високи функционери со обвиненија за злосторничко здружување лесно стануваат бегалци и ја избегнуваат правдата. Каква е одговорноста на полицијата? Потоа одиме во следниот отворен појас од 21 часот. Гости во првиот дел ми се Трпе Стојановски, кој е експерт за азил, и Владимир Пивоваров, професор и поранешен разузнавач. Прашањата на кои ќе се дебатира е како Груевски стана азилант и дали за да се организира и реализира едно вакво бегство е потребно злосторничко здружение. И во вториот сегмент мој гостин ќе биде Мирча Данчевски, колега новинар, сега во Советот за етика. Ќе разговараме зошто има жестоки реакции при телевизиските гостувања на обвинети од специјалното јавно обвинителство, како што беше последниот случај со Гордана Јанкуловска. Во овој дел имаме снимен разговор со колешката Ида Протуѓер Велковиќ од Виена. И сега конечно да ги представам гостите и темата во овој дел од отвореното студио. Јас тоа го најавив, кои се ефектите од граѓанско-судскиот третман на тужбите за клевета и навреда, бидејќи до пред 5-6 години тужбите за клевета и навреда одеа пред кривичниот суд. Овие години е пред граѓанскиот суд. Какви се ефектите од тоа? Мои гости се адвокатите Трајче Арсов, добро вечер, добар ден, постојано го грешам, и Лазар Сандев, кој доаѓа од адвокатската канцеларија Медарски, така. Добре. Епа да почнеме. Вие најчесто застапувате странки кои тужат за клевети и навреди или сте тужени. Лично знам, јас и редакцијата Фокуса и колегите од Еден ТВ имали искуство и со Арстов и со Сандев пред судот. Трајче, како ќе ги оцениш овие 5 години? Која е разликата од судските процеси кои се одвиваат пред кривичниот суд и сега пред граѓанскиот суд? Пред се, на почеток треба да истекнам дека законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда почна се применува од 2013 година. За прв пат се декриминализираше, што значи од кривична одговорност премина во граѓанска одговорност. За овие изминати 5 години, нормално и судиите кои што први почнаа да го применуваат тој закон, како и ние како адвокати кои што имавме привилегија на некој начин први да започнеме да го применуваме тој закон заедно со судиите и да ја формираме таа пракса тука во домашните судови, од 2013 па до денес, сметам за овие 5 години, можам да кажам дека има значителни подобрувања. Нормално ситуацијата не е идеална, но од тоа што било во 2013 па до денес има огромен напредок. Значи, и ако сумираме, ќе речеме дека е подобро состојбата сега. Поблиску сме до европските стандарди, или? Сме поблиску, но далеку од тоа дека е идеална состојбата. Да, добро ќе зборуваме за тоа. За европски стандарди не треба само и европски одлуки, треба и европски манири и на тие кои што ја бараат правдата од судот. Интересно е дека во граѓанскиот суд беа одредени само 3 судии кои ќе судат клевета и навреда. Лазар, какво е искуството на вашата адвокатска канцеларија? Искуството во поглед на граѓанските постапки, како што спомна и колега Тарсов, е дека од година во година се подобрува квалитетот. Добро е што се инвестираше во
мал број на судии кои што навистина го достигнаа нивото кое што беше потребно за да може да се отпочнат овие постапки, бидејќи на самиот почеток ние имавме многу проблеми од формално правен аспект, значи како треба да бидат составени тужбите, што треба да содржат, какво треба да биде тужбеното барање, па после тоа да почнеме полека да идеме на материјален дел, бидејќи материјалниот дел во поглед на законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета е комплициран, бидејќи постои член во законот кој што вика дека ако има судир помеѓу содржината, односно одредбите на законот или правни празнини, ќе се применува Европската конвенција за човекови права и пресудите на Европскиот суд за човекови права. Од таа насока имаше голема помош од страна на Министерството за правда, бидејќи преведе голем број на пресуди. Сега можам да кажам преводот не беше баш нешто многу идеален, но сепак даде некоја подлога и се инвестираше доста во тие суди и сметам дека веќе вака ретроспективно гледано како од време кога се применува до сега, мислам дека имаме задоволително ниво, одлично. Судиите исто така од повисоките судови веќе се на ниво да можат правилно да ја применуваат слободата на изразување. Така да сега е во ред, а во однос на придобивките од кривично во граѓанско, особено во поглед на новинарите, е апсолутно неспоредливо, бидејќи едно е вие да имате пресуда од кривичен суд, каде што ќе добиете парична казна или условно во суда, и вие понатаму тоа на вас ви стои во досие, значи кога ќе побарате, како криминалци. Да, како криминалци, значи со преоѓањето во граѓанска постапка се намалува тој така наречен ефект на ладење. Значи дека новинарите не треба да се плашат дека ќе бидат дека ќе има кривично правна репресија према нив. И во граѓанските постапки постојат повеќе модули доколку на вистина е сторена клевета, да кажеме само извинување, да се утврди одговорноста, да нема надомесна штета, бидејќи нели штетата која што е сторена не е од големи размери за честа и угледот на лицето и така натаму. Една работа која мислам и кај граѓанскиот суд, при граѓанскиот третман на клевета и навреда, остана како што беше и во кривичниот, а која е неевропска како пракса, е кога тужат за клевета и навреда високи функционери од власта, овие суди повторно досудуваат највисоки оштети, што е спротивно на праксата на Европскиот суд за човекови права. Трајче не бранеше нас од Фокус, мене и колегата Владо Апостолов по тужбата од Сашо Мијалков. Значи, сите тужби за клевета против Фокус, новинарите и мене, на граѓанскиот суд завршија беа отфрлени. Освен тужбата од Мијалков, каде што оштетата е навистина превисока. Да, се согласувам дека оштетата е превисока, дури таа е надвор од праксата која што е сега воспоставена и таа е мислам тоа не е воопшто правило, туку е исклучок и така и треба да се третира, иако таа моментално има жалба до Европскиот суд за човекови права. Јас се надевам дека ќе има позитивен исход, но се согласувам на почетокот третманот спрема јавните функционери во страна на судството беше поразличен во однос на обичните граѓани. Еве да споменам, извини, кога Груевски го тужеше Заев за клевета, па го тужеше и Тито Петковски, исто сумите беа уште повисоки. Тоа се тие европски манири за кои што јас сакав на почеток да истакнам, дека не треба да се очекува само судството да носи одлуки во европски манири, туку и граѓаните кои што очекуваат правда, за некој ако се осеќа загрозен, треба да се понаша европски, односно ако смислата на клеветата и навредата, односно тужбата е да си го обелиш образот пред јавноста и да докажеш дека тоа што е кажано за тебе не е вистина, смислата е да добиеш материјална морална сатисфакција, а не да се оди кон милионски тужбени барања со цел да се комерцијализира тужбата, со цел некој да се богати, односно да мисли дека може да се збогати, иако тоа нема теоретски шанси да се случи, или пак да се наштети на материјалната состојба на оној кој што е повикан како тужена страна. Па такви суми може да уништат медиум. Може да уништат било кој човечки живот од материјален аспект. Тоа значи дека нашиве политичари и државни функционери немаат европска свест на ова поле. Така излегува. Бидејќи тие бараат огромни оштети кои тужат. Јавните функционери пред се треба да бидат многу поотпорни на критика за разлика од обичните луѓе.
Затоа и Европскиот суд за човекови права јавните функционери пред суд различно ги третира и така и треба да ги третира. Ние ги третираме различно, меѓутоа судот им дава поголемо значење. А тоа треба да биде обратно. Јавните функционери се секогаш подложни под поголема критика и треба да бидат под поголема критика на јавноста, затоа што тие свесно се довеле во ситуација да бидат на таа позиција и да бидат под будното око на јавноста ставен нивниот начин на однесување и како тие се понашаат додека ја обавуваат нивната функција. Но јас не верувам, бидејќи рековме дека има преведени пресуди од Европскиот суд за човекови права. Јас не верувам дека овие тројца суди не ја знаат таа европска пракса. Добро, за почеток кажав дека 2013 кога се донесе законот, имаше еден третман испрема јавните функционери, не само за обични граѓани, но таа состојба до денес е драстично променета. Нормално не е идеална, но е променета и не може баш да се каже. Нормално сега има некои исклучоци, односно има ситуации, предмети кои што добија афирмитет у јавноста и премногу се експонираа, но тоа не е правило за останатите предмети кои што јавноста не ги знае, а ги има многу на број, каде што судиите донеле правилна одлука, односно... Се согласувам, но затоа го земав оваа пракса која се однесува, која исклучок, ама се однесува за високи функционери. Лазар, можно ли е судиите да не ги знаат оние пресуди од судот во Страсбург, кај што токму тужбите на високи функционери ги третира поинаку од нашиве судии? Добро, јас за разлика од колегата имам поинакво мислење, односно поинакво искуство. Јас каде што сум имал предмети каде што како тужители се јавувале носители на функции, министри, не им били усвоени тужбените бари. Кои, например? Кои предмети? Не кои функционери, кои министри. Сега не би именувал, не би именувал, тужеле новинари или политичари? И новинари и политичари. Така. Да. Но тужбите им биле одбиени. Вие го застапувавте, јас ми беше гостин пред неколку недели, уредникот на Лајме, весникот. Да, Исен Салим. Исен Салим, кој беше тужен од Али Ахмети. Првично беше осуден на сума од 10.000 евра. Не, значи таму кажам тој европски принцип се примени, значи се утврди одговорност, не се досуди надоместна нематеријална штета, односно справедлив паричен надомест, но се досуди да се објави извинувањето на одредени телевизии. Ние вложивме жалба, жалбата ни се уважи, предметот беше вратен назад пред првостепениот суд и тужбата е одбиена. Има една исто инспиративна пракса од граѓанскиве судии што судат за клевета, тоа е каков третман добиваат клевети и навреди искажани по социјалните мрежи, па дури и портали, бидејќи едно време, не знам сега каква е праксата, ве прашувам, порталите не се сметаа за медиум. Дали е уште така? Точно, значи со првичниот закон за медиуми кога беше доведен, кога беше донесен, интернет порталите беа дефинирани како средство за јавно информирање. Од февруари, мислам дека 2014, тие беа отстранети од закони, од тогаш точно не се третираат како средства за јавно информирање, бидејќи ги немаат оние обврски кои што ги имаат, да кажеме, традиционалните медиуми или радиодифузери. Значи, да се истакне импресум, кој е уредник, кој е главен уредник, кој е одговорен уредник, кој е автор, бидејќи самиот закон, тука има проблеми, самиот закон за навреда и клевета, вика дека одговорен уредникот. Сега уредник е широк поим, значи постои главен уредник, одговорен уредник или главен и одговорен уредник. Тоа зависи од медиумот. Самиот закон за медиуми дозволува таква поделба на функциите. Но, да кажеме, во останатите апелациони подрачја, Битола, Штип, Гостивар, интернет порталите се третираат како медиум. Односно како средства, не кажуваат баш медиум, него е едначена пракса низ Македонија. Па гледате, ние Македонија успеку попреку 300 километри каде да отидеш и ние имаме различна судска пракса. И тоа не е само за предметите за клевети и навреда, него општо правни прашања имаат различен третман по различни апелациони подрачја. А во однос на клевети и навреди искажани преку Facebook, точно имаме проблем, бидејќи нема кој да ги идентификува. Проблемот е што не може да се самиот закон вика тој што е. Сега ти интернет, ова Facebook профил,
не можеш со сигурност да потврдиш дали навистина е на лицето кое што ти сметаш дека ја објавило информацијата. Постојат одбрани од аспект, па не бев ја, мене ми е дома цело време уклучен, брат ми, мајка ми, некој друг седнал, напишал од мојот профил. Мислам, знаете, треба да се докаже дека личноста која што го напишала тоа, навистина е таа. Ако ќе се обратиме до Министерство за внатрешни работи, ни викаат дека не може така. Ама еве сега кога беше случајот со заканите кон претениците што гласа за уставната иницијатива, видовме дека МВР може да ги идентификува. МВР може точно и тоа по барање на јавно обвинителство го прави. МВР нема, МВР нема проблем да ги идентификува, бидејќи секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика има начин како тоа да го направи, кој стои позади компјутерот, односно коментарот кој што го напишал, која е таа IP адреса и каде се наоѓа таа IP адреса, и на тој начин се идентификува. Законот, постоечкиот закон за клевети и навреда, нема никаков проблем да сносат одговорност тие што било ги користат коментарите на Facebook или интернет портали, да одговараат за оно што го навеле погрешно за некого, дека како невистина да содржили или како навреда. Проблемот е дека истите тие со законот кој што го спомна, закон за медиуми, со измените на законот за медиуми од 23 јануари 2014 година, електронските публикации се исфрлени, односно иземени како средство за јавно информирање. И поради тоа, тие немаат третман како медиум и автоматски не може да одговара, има каскадна одговорност. Средство за клеветење и навреди. Иако де факто сите знаеме и јавно се информираме од порталите, се информираме дури и од Facebook и од коментари, побрзо денеска се информираш, него ли од телевизија или... И може да одекне нешто многу по-широко, но не се во законска рамка, што е диспропорција и треба да се усогласи. Затоа мислам дека треба ускоро време да се измени закон за медиуми и електронски публикации да се вклучат, односно бидат како дел од средството за јавно информирање, и на тој начин мислам дека ќе се создаде една правна рамка каде што ќе нема различен третман на различни апелациони подречја. Бидејќи судовите судат врз основа на закон. Сега значи не е вината во судовите, туку во закон. Вината е во законот. Да, и тоа може да се реши на многу начини. Значи дали ќе има некоја саморегулација која што ќе утврди на кој начин интернет порталите можат да се сметаат за средства за јавно информирање и така натаму. Нели се направи разлика од блог до традиционален како електронски интернет. Но имавме едно, еве, уште еден што го сметам проблематичен дел. Ке те подсетам дека имаше таква една голема невистина околу неделникот Фокус, дека го купиле, не знам, овие и оние, мислам, лага која се пласираше со голема сигурност, нема дилеми во тоа. Редакцијата Фокус, нели, те консултирав што да направиме, како да реагираме. Беше правилото дека мораш прво да побараш извинување. А тоа е некој блок во кој не можеш да дојдеш до контакт да го побараш тоа. Затоа има два проблеми. Сега сам надоврзам со објаснувањето Тале за навреда или клевета преку Facebook. Че рокот за поднесување на тужба е 3 месеци. Прашање е дали ти во рокот 3 месеци ќе добиеш одговор од страна на Министерството дека тоа е лицето кое што го користи профилот е тоа и тоа. Значи тоа е исто така проблем, бидејќи ти ќе го пропуштиш субјективниот рок за да можеш да поднесеш тужба. Така да јас само како констатација секам така се согласувам, но меѓутоа инструментите кои што ни служат на располагање како тужители со цел да го идентификуваш лицето кое што го користи или тајно се заскрива за тие портали, затоа што свесни сме и сведоци сме дека има многу објавени содржини, текстови на портали кои што се неавторизирани, односно не се знае кој е автор. И сега додека се утврди, односно дека се испита кој е автор. Тоа е сива зона во моментот. Сива зона е секаде. Има начини, но треба време. Рокот е краток, 3 месеци, и постои голема веројатност да го испуштиш тој рок и да го испуштиш и правото да ја оствариш правдата. Која е смислата на законот ако не можеш да ја оствари правдата? А во однос на вашето прашање за барањата, значи барањата се извинувања во однос на клевета не е задолжително, но судот го цени при одредување на висината на штетата која што ја побаруваш. Во однос на навредата е задолжително. Значи ако сметаш дека
некој изнал навредувачки зборови или омаловажувачки понижувачко мислење, не треба да доставиш барање за извинување до спротивната страна, како би можел да воопшто да бараш надамест за навреда. Ова за што говори Лази не случајно е метнато и во законот, бидејќи смислата е граѓаните се однесуваат по тие европски манири, ако на некој навистина му е битен образот, односно дали не се почувствувал загрозен неговата чест и углед поради навреда или клевета, он има на располагање средства и инструменти да поднесе барање, да се извини или да објави дека тоа не е вистина. Ако на некој не му е тоа битно, односно сака преку тој спор да оди кон комерцијализација, односно богатење, тоа што и нема ни да ги искористи тие инструменти, да се доведе до прашање дека него не му е толку важно да докаже пред јавноста дека тоа било невистина или он се чувствувал неговата чест и углед е повредена, туку он сака едноставно да наштити на спротивната страна. И тоа го цени судот. И секој судот цени дали претходно странката презела действија на облажување и сака и целата глава, односно институт во законот за граѓанска одговорност е наведен како средства, односно мерки на облажување на штетата. Во последниве неколку недели, мислам дека речиси секојдневно имаше најави за тужби за клевета од политичарите, меѓу нив самите, и од власта и од опозицијата. Во кој ако не ми се извини тој и тој ќе поднесам тужба за клевета. Јас не знам дали се поднесени, но и тоа одава една атмосфера дека јавните личности и политичари навистина треба да наоѓаат други алатки за битката за јавното мислење. Сте имали ли таква пракса, политичар против политичар? Сме имале нормално, тие се многу чести случаи, меѓутоа пред се треба овдека да се цени контекстот. Односно, во кој период е дадено тоа, односно, дали која е целта на клеветата или навредата која што е... Мислите пред избори, ако е дека има потешка... Не, напротив. Не мора, не. Се што е прашање од јавен интерес, се што може да покрене, односно да создаде дебата каде што би се дискутирало за прашања од јавен интерес. Јас сум имал односно еден предмет ми заврши правосудно, друг имам во фаза на одлучување каде што државни институции тужат. Јас првенствено кажам, значи не може државна институција, единствената, значи прва и наосновна обврска на државна институција е физичко лице. Да, но прва и дури да може државна институција, прва и наосновна обврска на државна институција да информира граѓаните во однос на прашање од јавен интерес. Значи ако вие како новинари кажувате дека одредени действија се преземаат во некој министерство, да се случуваат некои работи кои што се од општи јавен интерес, значи прва и наосновна обврска на самата институција да го извести народот, граѓаните дека тоа не е точно. Прво и наосновно. А не веднаш да се оди со покренување на тужби за клевета. Значи не смееш да ја рипаш онаа првична обврска зашто е твојата најосновна функција, да служиш на народот. Има и уште еден момент кој заслужува внимание, а тоа е односот на Уставниот суд кон ваквите пресуди, кога се правосилни. Значи, ако зборите за Уставен суд, ние можеме слободно да кажеме дека Република Македонија слободата на изразување е на највисоко ниво. Да. Бидејќи нема повреда да се... Јас до сега не знам дека Уставниот суд во некој случај пресекол во полза нели на тужениот кој е осуден, а во Страсбур потоа се пресудува поинаку. Ние со Трајче имавме искуство и за пресудата по тужбата од Сашо Мијалков. И тоа мислам дека Уставниот суд како да си ја препишува пресудата, дали една реченица има од оној уставно правен аспект. Не случајно и перцепцијата на сите останати граѓани е кога се обраќа преку нивни правни застапници до Уставниот суд, тоа го прават само од формален карактер со цел да испочитуваат процедурата и да ги исцрпат сите правни средства како би можеле да ја бараат правдата на Европскиот суд за човекови права. Бидејќи никој и суштата и не очекува. Да, ние знаевме, рековме, мораме да идеме пред Уставен суд, инаку не очекуваме ништо позитивно. Тоа е малку поразително, меѓутоа перцепцијата не може да се смени преку ноќ, а и Уставниот суд додека не донесе било каква, јас не познавам до сега Уставниот суд да донел било каква одлука за кој што некој сметал дека му се повредени правата и се обратил до Уставниот суд и Уставниот суд решил позитивно. Да, како што рече Лазар, според нивната пракса изгледува дека овде само што за Уставниот суд би напоменал само за Уставниот суд еден правен проблем кој што мислам дека и тој треба да се реши, односно да се интервенира,
да заштита за слободата на изразување да може да барат и правни лица. Бидејќи сега согласно деловникот за работа на Уставниот суд само граѓанин може да поднесе заштита на неговото за повреда на слободата на изразување. Значи ние се бидејќи доколку имало да кажеме првостепена постапка пред основен суд, па понатаму иде апелационен суд, па може да се поведе постапка пред Уставниот суд кој што ќе може да оцени дали слободата на изразување е повредена или не. За жал, медиумите немаат таа можност да го исцрпат тој правен лек, како би можел некој да изврши контрола врз првостепената и второстепената одлука. Значи, овде во случајот со Уставниот суд главен проблем е праксата нивна и аршинот по кој ги третира. Па да, еве и последниот пример е, нели, пак мислам не е поврзано со законот за граѓанско одговорно за клевета и навреда, но во смисла на слободен изразување Селмани и останатите против Република Македонија, значи за исфрлање на новинарите од... Така. Сега, за уште еден проблем во овие случаи, кога лицето кое е осудено нели за клевета и треба да плати оштета, треба да плати судски трошоци, никако тоа да се реализира. Се оди преку извршител и повторно не може. Ке го наведам случајот конкретно со Миленко Неделковски. Трајче јас прв пат во живот тужев, морам да признам, бидејќи упорно повторуваше клевети во неколку наврати. Тужев јас и колегата Борјан Јовановски, мислам дека Трајче има уште еден случај со еден министер, но не споменувам кој. И сите тие процеси се правосилно завршени и тоа и тие не можат сега да се реализира на платата на судските трошоци на штетата. Ние денеска пред да ви дадам збор, овде принципиелно зборуваме за вакви случаи. Но колегата Христијан Бановски се обиде да го побара Неделковски, да го праша дали има намера да нели си ги наплати овие долгови. И еве што се случи. Ало, добар ден, Миленко Неделковски? Тоа изгледа. На телефон Христијан од еден ТВ новинар. Сакам да ве прашам во врска со судски спорови кои што вие имате изгубено меѓу кои против наши колеги. Тие веќе... Па колеги, секако дека ми го дадоа за да ве контактирам. Кој? Колеги новинари, сега не е важно тоа, мислам дека... Има некој име или без името? Како? Вајде има некој име или без име? Секако дека колегите од мојата телевизија ми го дадоа бројот. Па добро, тој некој кој ти го дал бројот има име или нема? Во моментов името не ви е важно, ве прашувам конкретно прашање. Дали... Не е важно тоа. Ти ме бараш мене, не те барам ја тебе. Така да ве барам вас. Ве барам за коментар. Ова е приватен телефон. Добро, сакате да ми одговорите или не сакате да ми одговорите? Не, ти мене прво да ми одговориш. Јас не ви должам одговори на тоа од каде ми е вашиот телефон, крај крајава... Тебе одговори. Кој ти го дал мојот телефон? Дали ќе разговарате, дали ќе одговарате на моите прашања? Приватен телефон. Кој ти го дал мојот телефон? Дали ќе одговорите на моите прашања? Телефон не го знаеш. Јас вашиот телефон да, не го знам. Кој ти го дал? Толку се плашиш да кажеш кој ти го дал? Не е ни важно кој ми го дал. Си исплашен, толку си уцикан. Толку страх. Да, толку. Дека си од телевизија телевизија. Ајде, пријатно. Ете, не разбравме дали воопшто планира да ги плати и трошоците адвокатски, судски и оштетите кои граѓанскиот суд ги додали. И сега сме на извршител. Како е можно ова? Дали станува збор за некоја дупка во законот? Ја мислам дека... Имате веројатно и други случаи. Јас го споменав ова затоа што овој пример лично го знам. Не е исклучок, има многу други слични примери каде што страната, односно веќе преминува во доверител кој што има некакви побарувања парични од другата страна, должникот. Извршителот ги превзема сите со закон дозволени правни действија и мерки кои што му стојат на располагање. И он не може да оди ништо надвор од законот. Да направи секаква проверка дали лицето кое што е должник под услов да е поднесено барање за извршување, дали има било каков имот. Доколку констатира дека нема никаков имот, извршителот нема никакви други правни средства на располагање на кои што би можел да било каков начин да наплати. Но негова обврска е да провери дали должникот има било каков имот.
имот подразбира било какви парични, непарични, движни, невдвижни, дали е вработен, дали не е вработен, ако е вработен, дали зима плата, не зима плата. Дали овие луѓе немаат трансакцијска сметка? Од што живеат? Не мора да значи дека немаат трансакцијска, може да имаат, меѓутоа да нема пари на трансакцијска сметка или пак да е истата блокирана од претходни други. Кога ги гледате дека тие функционираат секојдневно, живеат? Не можам да коментирам у тој дел затоа што тие најдобро си знаат. Ама не е најдобро, нели? Вие треба исто да ги наплатите трошоците во еден процес. Дали ова може да стане пракса кај секој што е тужен? Како? Постапката за извршување, значи мислам дека дури е потешка од постапката која што претходела на извршувањето. Значи ќе се превземаат сите дејства од страна на извршителот, тоа е неспорно, но треба да се има малце поголема агилност во смисла да треба да се следи дали можеби должникот оттугил имот додека бил под извршување, односно да му била блокирана сметката или имал забрана за располагање со 1/3 од плата. Значи, и ние како адвокати и извршителите треба да гледаме дали има промени на неговата имотна состојба, лична состојба, па доколку има треба да се поднесе потоа тужба пред надлежен суд. Што треба да се побиваат тие, се вика должникови действија, па ние треба да побиваме, па да се враќа имотот назад, па имотот потоа да се даде на лицето. Значи, тоа е еден така комплексен систем и проблем кој што првеносна бара истражување, значи премногу. А сега за сега извршителите за жал може ли да Министерството за внатрешни работи? Тие лица веројатно имаат возило. Апсолутно дека може. Нешто поседуваат. Апсолутно дека може, но сега за сега извршителите немаат таква помош. Порано има, сега немаат. Тука сакам да се надоврзам дека иако извршителот по закон има право да врши пленидба, попис пленидба на имот движен возила од должникот, доколку таквите истите се евидентирани во Министерството за внатрешни работи, доколку се обиде извршителот да побара помош правна од МВР, истиот не може да им одговори, односно Министерството одбива да одговара, да ги лоцира тие возила, доколку извршителот претходно не може да ги лоцира самиот, затоа што се повикува дека има судир на законот за извршување со законот за внатрешни работи и полиција, односно има неусогласеност и поради тоа не постапуваат. Ја мислам дека у тој дел може и треба да се интервенира, бидејќи пред се законите и МВР се во служба на граѓаните со цел остварување на правдата, а не истите да постојат сами за себе, а да не може да се оствари таа правда. Значи, тука предлагате промена во законот за внатрешни. Да се усогласи со законот за извршување. Бидејќи која е целта да има одредба во која што на извршителот му се дозволува да бара од Министерството за внатрешни работи да ги лоцираат било какви предмети кои што ги има, ги поседува должникот, а извршителот не може да ги затекне на домашна адреса или таму каде што фактички живее, а при тоа не може истовремено и да користи правна заштита, односно правни инструменти кои што ќе му помогнат преку Министерството за внатрешни работи да истите ги лоцираат и да се попишат и на тој начин да се паричи поборувањето на доверителот и да може истиот да се намири. Колкав е тајмингот, например, од една правосилна пресуда за клевета до неизвестноста во кога предметот веќе преоѓа кај извршител? Видите, постапките за клевета и навреда се итни. Но проблемот кај нас и во нашето судство е затоа што неколку студии и покри тоа што имаат доверено работат предмети за клевета и навреда, истовремено имаат доверено работа да судат и други видови на предмети кои што дополнително ги им одзема време и просторот за закажување на рочиште и побрзо завршување постапката е апсолутно невозможен. Ја мислам дека у тој дел исто така треба да имаат повеќе сенс претседателите на судовите да знаат дека тој што работи предмети на клевета и навреда треба да има предвид дека судиите треба да бидат многу порастеретени од други предмети, а да се фокусираат само на предмети затоа што тоа се специфични случаи и постапката е итна. Поентата е да се заштити во тој период, не после 5-6 години. До кога може вака да биде? Со години? Например, да не можете да ја извршите пресудата? Да. Како? Значи, тоа е Јадранка за проблем во сите граѓански постапки. Тоа не важи само за клевета и навреда, тоа важи за сите. Тоа е за сите постапки, генерално. Па да, апсолутно. А инаку каматата расте на Расте. побарувањето. Расте. Се до датумот на конечна исплата. Не е само и паричното побарување. Сега каде треба да се, кој закон да се промени од?
за да не доаѓаме до ваква состојба. Како што кажав и јас, сега Законот за внатрешни работи и за полиција треба да се усогласи со Законот за извршување. И не само тоа, ти има и за недвижни предмети, мислам, станови, дуќани, значи тие може да се оптоварени со хипотеки. Јас ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Сега отворивме некои работи кои се позитивни пред граѓанскиот суд, во случаите клевета и навреда, она што се слабостите, она што треба да иницира или заврши со измена на некои законски норми или пракси. Тоа е тоа. Ке се видиме или ке разговараме во некоја друга пригода. Има доста теми од вашиот домен на работа. Ние продолжуваме со програмата, на ред се вестите. Сергеј, се извинувам. Колегата Сергеј Варошлија е во Ситимол. Сергеј, ме слушаш? Во Ситимол? Во Ситимол си, така? Да, во Ситимол сум и се јавуваме во живо, тука ни е штандот. Нема, ке ми пукнеше душата ако не се вклучеше во овој дел од програмата. Што планираш, Сергеј, ајде? Душата на сите. Во моментов сум во Ситимол, како што кажувам, како што го најавував тоа неколку дена поред, каде што сите тие што се фанови или што им е интересно да ги гледаат и да ги слушаат тие зборови што јас ги користам, како например хоп-хоп, ке ми пукне душата, шуш боја, джигер боја, пак имаме некоја джигер боја, манекенка да будем. Еве омилената. Многу сакаме сите да видиме манекенки, мене ми е оваа омилена манекенка да будем. Можда вечер ќе си облечам јас и оваква некоја за бидејќи ќе се вратам во програма, така да сите оние што ги интересираат овие маички ќе се во можност почнувајќи од денеска, утре, значи сабота и недела на овој штанд од 17 часот до 10 навечер да си набават сопствена мајца со нивниот омилен хаштаг. Јас ќе се дружам со сите фанови да се испосликам или да им дадам каков и да е совет. Тука на отприлика по 1 час во текот на овие 3 дена, а за идната недела ќе имаме нови изненадувања. Здрам, Сергеј, те чекаме после и овде во студиото. Нема да ме чекаш, види што имам тука. Има вакво. Види, има картолина. Само да не се превртам сам себе. Океј. Благодарам, Јадранка. Се гледаме. Поздрав. Се гледаме, поздрав. А сега, оно што го најавив, колегата е тука, Александар, следуваат вестите.